Па вечерва протестираме уште еднаш, пошто упатените барања што беа од првиот протест не се исполнети, остана на власта, значи само некои од нив, само две од нив се исполнети, а има уште 123 други барања кои исто така требаше да се земат предвид и да се почнува со исполнување на истите. Овој протест уште едно значи ќе користи да им се укаже на властите дека нема да се смириме. Тие немаат желба да исполнуваат барања на граѓаните. Тие имаат желба да исполнуваат барања на олигарсите, на оние кои ги плаќаат скапите кампањи. Нема јас, Џафери и овие деца да платат нешто. Тие само ги бараат своите основни елементарни човекови права. Тие не се таму за да ги задоволат нашите права и барања. Тие се таму за да ги задоволат туѓите права на некој друг. Пред неколку месеци во јуни годинава одреден инвеститор со одредена фирма се обиде да отвори депонија во Гевгелија. Идејата беше да увезува отпад од Италија и да го претвара во така наречено РДС гориво на територијата на Гевгелија. Но гевгеличани, браво! Гевгеличани не го дозволија тоа. Истиот тој инвеститор, кој што во меѓувреме е вмешан во многу сомнителни случаи со депонии околу Дризла, но и депонии во Бугарија и Романија, каде што исто така од неговата депонија од РДС горивото кој што тој го произведува има пронајдено арсен, кој што арсен директно се поврзува со рак на кожата и рак на белите дробови. Истиот тој инвеститор сега пробува да отвори депонија во Неготино. Пред 4 месеци пробува во Гевгелија, сега пробува во Неготино. Неготинци почнуваат со постапка за референдум, но дури и да го избркаат од таму, која е следната локација кој што тој ќе се обиде да ја преземе и да ја претвори во токсична средина?